Масакрот врз 12 луѓе во Црногорско Цетиње на првиот ден од годината го зави регионот во црно. Кумови, пријатели, роднини и две внучиња на 10 и 12 годишна возраст се жртвите на 45 годишниот Ацо Мартиновиќ, кој опколен од полицијата си пукаше во главата. Им подлегна на повредите на патот кон клиниката во Цетиње. Претходно, на 5 локации усмрти 12 своји роднини и пријатели, а 4 се тешко ранети. Според последните информации, 3 од нив по извршените операции се надвор од животна опасност, а еден се уште во критична состојба. Мартиновиќ од издутрината се гостел во кафеана во Цетиње со сватовите, пријателите и кумовите. Откако избила кавга со еден од гостите, тој заминал дома да земе оружје. Со пиштолот кој што нелегално го поседувал, се вратил во кафеаната и усмртил 4. Им пукал каде ќе стигне и ги усмртил на лице место. Оттаму крвавиот поход го продолжил на уште 5 места. Дошол и во домот на сестра си и ги изрешетал сите 4. Во глава им пукал на двете внучиња, сестрата и на зетот. Извршило krivična djela gdje je lišilo života porodicom također Martinović, lišilo života člana svoje porodice i lišilo života dvoje maloljetne djece starosti 10 i 13 godina. Наоружан со пиштол, Мартиновиќ се пуштил уште на неколку локации. На жртвите им пукал во глава и во гради. Медиумите во регионот објавуваат фотографии од жртвите. Покрај тоа што Мартиновиќ си ги убил роднините, го ликвидирал и семејството на сопственикот на кафеаната од каде почнал крвавиот пир. Ovo lice bilo izolovano od strane ekspresnog djelovanja policijskih službenika i onog trenutka kada je vidjelo da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, ovo lice je pokušalo da izvrši samoubistvo. Nije na licu mjesta podleglo povredama, ali smo umeđu vremenu, dakle, na putu, odnosno tokom transporta ka kliničkom centru Crne Gore, ovo lice podleglo povredama. Крвавиот масакр во Цетиње предизвика жалење не само во земјата, туку и во регионот. Црногорскиот премиер Милојко Спајк веќе објави дека во наредниот период ќе се одлучува за целосна забрана за поседување на оружје, како и итно вработување на дополнителен број на полицајци за поголема заштита на граѓаните. Ovo je jedna tragedija stvarno koja treba da se zapitamo ko sve može da ima oružje u Crnoj Gori. I sportsko i lovačko razumijemo, ali ovo stvarno kriterijumi se moraju maksimalno pooštriti. Мартиновиќ од претходно е познат на црногорската полиција, кога при претрес во 2022 година кај него биле пронајдени воздушна пушка и експлозив. Во 2005 пак бил осуден за насилство. Во Црна Гора прогласена е 3-дневна жалост. Телеграми со сочувство испратија повеќе политичари од земјата и регионот, меѓу кои и српскиот претседател Александар Вујич.